Добар ден, ученици. По предметот Историја за 8 одделение, денес ќе сработиме лекцијата за Илинденско востание, односно ќе погледнеме се што било клучно за Илинденското востание да биде кренато. Ќе започнеме со формирање на организацијата и Солунскиот конгрес во почетокот од 1893 за да стигнеме до значајниот конгрес од 1903 година, кога било кренато и востанието. Едно прашање. Зошто 23 октомври денес го славиме како празник? Дали има некоја идеја? Еве ви го и одговорот, можете слободно да запишете. На 23 октомври 1893 година формирана е тајната Македоно-Одринска револуционерна организација, односно организацијата која што ќе се бори за ослободување на Македонија. Таа подосна ќе биде преименувана во ТМРО, а потоа ќе го добие името и ВМРО. Основачите на организација се Даме Груев, Петар Попарсов, Иван Хаџи Николов, доктор Христо Татарчев, Андон Димитров и Христо Батанџиев. Организацијата се повеќе растела и организацијски и кадровски и станувала се поголема и помоќна. Нејзината решеност да се борби со османлиските освојувачи на Солунскиот конгрес од јануари 1903 година, кој ќе биде решителен и ќе биде донесена одлука за кревање на востанието. Тогаш председател на организацијата бил Иван Гарванов. Постоеле разногласија во организацијата за востанието. Големите македонски револуционери и дејци како Гоце Делчев, Ѓорче Петров, Јане Сандански биле против востание поради неподготвеност и немање доволно оружје. Односно, тие знаеле дека ако ова востание не биде доволно подготвено, како ќе се справат со него османлиите, односно какви ќе бидат последиците по народ. Сепак, одлуката била испочитувана и требало да почне во востанието. Во меѓувреме се случиле низа на клучни настани кои влијаат на почетокот на востанието. Први, солунските атентати кои биле извршени во Солун од 28 април до 1 мај 1903 година од страна на гемиџиите кои представувале анархистичка револуционерна група. Целта на овие напади бил да се нападне најзначајниот тогаш град во Османлиска империја, градот Солун, за да се привлече вниманието на големите сили врз македонското прашање кое што тогаш било во тек. Во самиот напад, кој го бил извршен, бил онеспособен бродот Гвадалхивир, но и Отоманската банка, односно центрите на османлискиот капитал во Македонија. Непосредно потоа, неколку дена, кога следеле страшни реперкусии, односно страшен одговор на Османлиската империја против македонското население, стигнала уште една вест. На 4 мај 1903 година во селото Баница Серск бил убиен големиот македонски револуционерен деец Гоце Делчев. Тоа бил сериозен удар за организацијата. Додека се случувало ова, во селото Смилево Демирхиса, од 2 до 7 мај, бил одржуван Смилевскиот конгрес, кога делегатите кои биле собрани таму, поточно делегатите од Битолскиот револуционерен округ, еден од 7 окрузи во тогашна револуционерни окрузи во тогашна Македонија, ги стигнала од веста дека бил убиен Гоце Делчев. Но сепак, на овој конгрес, одржан во селото Смилево, повторам уште еднаш, била донесена конечната одлука за кревање на востанието, бил изработен план за текот на востанието, но и дисциплински устав. Сето она што требало да биде подготвено однапред. Како ќе тече востанието, кога ќе почне и како ќе се однесуваат востаниците. Конгресот на Битолскиот револуционерен округ, во Смилево, што рековме, одлучил да се крене општо востание кој ќе биде ослободително и избрал главен востанички штаб на Битолскиот револуционерен округ.
во состав Дамјан Груев, Борис Сарафов и Анастас Лозанчев, кој донел одлука на денот 26. јули на врвот Победоносец, тоа е врвот над самото Смилјево, да започне востанието. Одреден е датумот. Тоа е 2. август 1903, односно големиот празник Илинден. Кривањето на Илинденското востание во 7 востанички округа требало да биде однапред испланирано како и што е. Започнало со напад на градот Крушево, а при тоа Побитолскиот револуционерен округ покрај градот, како што е планирано, како што е одреден датумот за напад, биле ослободени Клисура и Невеска. Во ослободеното Крушево се формира Крушевската република, што ќе биде и првата република на Балкан. Началникот на горскиот штаб Никола Карев е избран за председател на Крушевската република, а при тоа, како останати тела на републиката, бил избран Народен совет од 60 членови, односно од 20 од секоја националност, или 20 македонци, 20 албанци, 20 власи, а членовите на привремената влада на Крушевската република биле Вангел Динов, Димитар Секулов, Ѓорѓи Чача, Николаки Ваљу, Теохар Нешков, Христо Ќорчиев, односно ги воделе сектори реквизиција, финансии, полиција, прехрана и производство, санитарен, односно здравствен ресор и правосудство. За успешно да се изведе востанието биле извршени подготовки од војнички, тактички и политички карактер. Да почнеме со сите тие подготовки. За подигање на борбениот морал биле изработени 3 црешови топчиња, кои биле користени како артилериско оружје, чие тело е во целост направено од багрем или цреш. Тие иако немале некоја голема значајна борбена вредност, бидејќи дрвото се распрснувало под дејството на експлозијата само по неколку истреби. Зошто е тоа така, дали знаеме? Тоа е така бидејќи дрвото е многу меко. Не било тврдо и моќно направено за да се користи долго време, како топовите што биле леани од железо и челик. Ваквите топчиња биле произведувани непосредно пред Илинденското востание во Крушевските села. До муслиманските полски села одделот за политичката подготовка е испратен Крушевскиот манифест. Во него, околното муслиманско население братски се повикува да ја поддржи, да ја помогне светата борба на сите обесправени во Македонија. Или сакале да кажа дека сите тие што живеат, сите народи што живеат во Македонија ја трпат истата тирања. Во леарница се произведувале куршуми и бомби. Дали знаем зошто се неопходни? Секако, без нив не би можела да се одвива борбата. Следен чекор било да се преземат тактички мерки за одбрана на градот, односно да се утврдат цврсто сите точки на приот кај што би продреле османлиските војски, односно Аскер, што ќе видиме во следното, и да се приберат логистички залихи. Мобилизирани биле 200.000 турски аскер. Ова е веќе одговор. 200.000 турски аскер, значи 200.000 турски војници, кои што треба да се справат со востанието, а од кои под команда на Бахтијар Паша 20.000 од нив требало да го нападнат Крушево, кое било брането од 1200 востаници. При самиот напад на 10. август 1903 година нападнато е Смилјево и Демирхисан. Бахтијар Паша, кога се приближил до градот, испратил еден ултиматум да се предаде градот за да не биде уништен. Истиот бил одбиен од востаниците. Горскиот штаб го напушта градот и се повлекува. Востанието е задушено, но идеалот и стремежот за македонска држава живеат и се пренесуваат на следните генерации. Градот бил гранатиран и е нападнат од сите страни. Овдека можеме да ја видиме една од легендарните битки на
што се одвивала за одбрана на Крушево, односно битката на Мечкин камен, каде што востаниците херојски се бореле во одбрана. Тука загинал големиот херој Битогули со сите членови на четата. На оваа карта пак е представени се сите 7 револуционерни окрузи и Битолскиот револуционерен округ со најмногу војни дејства. Во октомври 1903 година била донесена одлуката за собирање на оружјето и престанок на сите војни дејства. Добро. Имам сега неколку прашања кои би сакал да ги одговорите. Како прво, кој ги организираше и спроведе солунските атентати? Како второ, зошто Гоце Делчев бил против востанието? Третото прашање, кој го раководеше Смилевскиот конгрес? Четвртото, објасни го текот на востанието. И петото прашање, како беше организирана власта во Крушево? Ви благодарам на вниманието.